Најчесто се прашуваме што да готвиме пред ручекот, за време на викенди, за кога целото семејство е собрано дома, кога сакаме да ги нахраниме сите. И тогаш секогаш бараме нови идеи како да подготвиме нешто брзо, нешто вкусно и нешто кое ќе го нахрани целото семејство. Денеска не е нешто посебно специфичен рецептот, го нареков се во една тава. Не заради тоа што тоа е нешто, не знам, некоја техника за готвење, туку само заради тоа што се ќе подспремиме однапред, ќе ставиме во една тава и ќе го ставиме да се испече, бидејќи начинот на сечење и состојките кои ќе ги избереме ќе бидат соодветни за и ќе имаат исто време на готвење и може да се направат во една тава, односно во еден див. Но претходно сакам да ви покажам како да направите фурнарини. Фурнарините во суштина е рамен леп кој се прави сличен на тестото за пица. Нема некаков посебен нема некаков посебен вкус, значи тоа е рамно, буквално тесто и неутрално, но вие можете да му додадете вкусови за да добиете нешто со кое може да го разубавите јадењето. Јас денеска избрав да го ароматизирам само со рузмарин и со сусам. Вие изберете нешто друго, апсолутно нема да ви се меша и ќе почнеме со состојките една по една. Тука имам 3 чаши брашно. Ова е мојата мерка. Доколку вашата е поголема, користете истата мерка за да ги измерите и водата и брашното, бидејќи доколку не го направите тоа со истата чаша, може да добиете полигаво тесто, цврсто тесто. Значи имам 3 чаши брашно. И ги ставам прво сувите состојки. Имам една лажица кафеав шекер. Имам сув квасец, доколку имате свеж квасец, само растворете го малку во водата за да проверите дали културата е жива внатре, дали ќе ви порасне тестото. Значи 5 грама, убаво ќе засолам. Само ќе ја ставам солта по крајот на чинијата, затоа што не сакам да ми дојде веднаш во допир со квасецот. И тука имам вода, околу 250 милилитри, заради тоа што моите чаши се во таа милилитража, меѓутоа вие можете да изберете повеќе доколку ги искористите повеќе брашно. Секогаш ги комбинирам сувите состојки па оние што се мокри, бидејќи никогаш не знаеме кога потребуваме јајца, на пример, какво е, колкаво е јајцето, дали е количината доволна, така да подсекогаш искомбинирајте ги мокрите со намирници со мокрите, сувите со сувите, а потоа искомбинирајте ги на тој начин што ќе додавате мокрите во сувите и така ќе добиете конзистентно тесто. Малку ќе промешам. Ќе започнам со додавање. Доколку не сакате овој прв дел да го искусите, кога мора да го замесите тестото, да го разбиете, да се активира глутенот, секогаш може да искористите дрвена лажица, мешајте грубо, се додека тестото не може да го соберете само од краевите на чинијата и потоа продолжете со месење. Прво внатре во чинија, додека не се разбие или целата структура и не се соединат сите состојки. Од кога земав машина за горење, за правење леп, многу поретко месам, ама секогаш кога сакам да си се вратам на оние традиционални, вредности кои ги нагуваме и кои не научиле нашите баби, сакам да замесам убаво парче тесто. Набрашнете ја површината, убаво, бидејќи ќе го работите тестото 4 до 5 минути и започнете со месење. Јас секогаш кога правам фурнарини или тесто за пица,
го месам на тој начин што го полнам тестото со воздух, односно од надвор према внатре, полники го цело време со воздух, бидејќи овој рамен леп, нели, фурнарините исто како и пицата треба да бидат тенко исукани. И да се наполнат со мејури, па да имате целото тоа мноштво од текстури, запечен леп, запечена кора, празно тесто, воздушесто. За тоа да го добиете, дајте му енергија, истрошете ја вашата негативна и месете го 5 минути. Тестото е готово кога ќе го притиснете со прстот, а тоа ќе се врати во својата првобитна положба. Направете едно топче, ставете го на една даска, доколку имате да му дадете повеќе време, час и половина до 2 за да стаса, покрите го само со крпа. Доколку имате помалку време, сакате да го забрзате процесот на настасување, ставете го во некоја длабока чинија и ставете фолија за вакуумирање дозгоре или некоја најлонска кеса. Така побрзо ќе се активира квасецот, но секогаш е подобро да му дадете малку повеќе време, а да користите помалку квасец. Додека ни стасуваат фурнарините, да го направиме ручекот кој јас го нареков се во една тава. Потребна ви е една длабока тава. Големината вие изберете, количините на зеленчук вие изберете, зависи колку луѓе сакате да нахраните. Јас денеска ќе употребам 3 стекови и малку зеленчук, бидејќи сакам да направам ручек за тројца. Начин на кој ова ќе го подготвиме е така што ќе го исечеме целиот зеленчук, ќе го ставиме околу месото, меѓутоа ќе го исечеме на коцки, имајќи во предвид кој зеленчук колку време му е потребно да се подготви. Компирот, бидејќи малку подолго се готви, ќе го исечам на волкави парчиња. Морковот, бидејќи е поцврст, ќе го исечам на малку помали и ќе ставам некои печурки, брокула, се она што е како зеленчук, ќе ставам еден убав сос, фолија и ќе биде совршена. Го имаме стекот, претходно ќе ја намастиме тавата. Ладно цедено масло на витаминка. Убаво ставете. И ќе го ставиме лишкото на средина. Сега за сега ништо не му правиме. Следно, ќе почнеме да го подготвуваме зеленчукот. Имам тука насецкан компир на коцки, ставете го околу. Ова е од оние ручеци кои се многу слични на оние нашите македонски ручеци кои се ги правиме турлитави, нели, на различни печени зеленчуци со месо. И ова е така, само има малку сос различен. Дека ми е доволно. Ке насецкам 3-4 морковчиња. Имам малку печурки, на половина.
Кучурките најбрзо се готват, тие можно и да ви се стопат внатре, бидејќи ова ќе оди во ред на 40 до 50 минути, може би и час, ќе видите како ќе се однесува месото, како ќе се однесува компирот. Но ќе направат убав сос околу и апсолутно ќе бидат и тие јадливи дел од јадењето. Многу сакав да има брокула, направив нарачка во меѓувреме од пакет МК. Секогаш свежа храна, може да порачате од пилјарата на пакет МК, неколку клика. И храната е на вашата врата за да ја употребите во некој од нашите рецепти. Рустично искршате, поставете околу. Имам неколку томатини, и ги ставам на половинки, шири домати. Се убаво, сега ќе засолиме. 2-3 прстафати. Да поприме малку сол, за да можеме да го направиме сосот во кој ќе ги измасираме сите зеленчуци и пилешката. Малку нека се засоли целиот мастрев и ние ќе направиме малку сос. Имам убав оцет балсамико на дивела. Ја ставам 3 до 4 лажици. Зависно од количината на зеленчук која ќе употребите. Ќе ставам кетчап на витаминка. Кетчапот ми е многу убав додаток во овие јадења, кога сакам да ги изглазирам зеленчуците и да ставам нешто што никој не го очекува. Кетчапот има една благост во себе, благ е сам по себе, ама глазурата која ја прави околу во комбинација со оцетот и со шеќерот има една неверојатна свежина на глазурата која ќе ја направи врз сите состојки. Имам лажичка шеќер за да го неутрализирам балсамик оцетот. Ќе додадам прстофат сол. Ќе додадам дафинка. Една лажица. Црн бибер. И орегано на витаминка. Една лажичка. Тоа се зачините за денес кој ќе го употребам. Секако мораме да додадеме масло. Ќе дадеме дарежливо масло, 7-8 лажици, бидејќи сакаме целиот зеленчук убаво да се испржи практично во тавата. Ова е тоа. Ева како изгледа. Целиот сос ставете го врз зеленчукот, врз пилешкото. Изглазирајте го. Изгледа совршено. Изгледа и исто толку добро мириса. Ќе ставам многу малку, не знам, 20 на 30 мл вода по краевите, само заради тоа што не сакам да се запече.
Пришкото ќе пушти, печурките ќе пуштат, патлиџанот ќе пушти, апсолутно сите зеленчуци кои ги ставивме ќе пуштат малку вода, ама за да бидам сигурна додадов сосема малку, значи неколку лажици вода, ќе го покријам со фолија за печење. И ќе му направам неколку дупчиња за да излезе вишок од вода. И оди во рерна 40-50 минути до час, зависи колку ќе употребите зеленчук. Јас за мојата количина ќе го ставам 50 на минути на 220 степени температура. Додека пилешката се пече со зеленчукот, моите фурнарини стаса. Ја погледнете. Како убаво е. Тестото ви е готово и стасано, секогаш кога ќе видите дека го поттегнувате и се прават конци, тогаш ја значи дека е готово. Малку ќе земам брашно за да ја набрашнам целата површина, за да можам убаво да го расукам. Само убаво промесете го. Благо, за да формирате топче. Еле како изгледа. Полно е со воздух внатре, дури кога притискам испушта звук дека го испушта воздухот. Подгответе си еден плех за печење, ставете до згора хартија за печење. Убаво набрашнете и започнете да го сукате тестото и да направите круг во форма на пица. Подгответе нели плех. Јас имам тука едно помагалце со кое се сече пица, ќе ми помогне да направам по рамни нели ленти. И исечете го пред да почнете да го печете. На крајот ќе додадам сусам. Имам едно гранче свеж розмарин. Исецкајте го. Исецкајте го, искинете го, кој што милувате. Треба само да го ароматизира. И на крај додадете маслиново масло, пропрскајте го.
И ставете го во рерна на највисоката температура, исто како за пица. Загрејте ја рерната, мојата на горење има 275 степени и програма за пица, ќе го печам на таа програма. Вие направете го во вашата рерна онаа програма која ви нуди најмногу температура, доколку имате вентилатор, уклучете го и него за брзо да се подигнат сите меури и да имате совршено искуство. Фурнаринките се готови, пилешкото и зеленчукот исто така. Мириса одлично. Јас ќе си ставам малку за да пробам, другото ќе го оставам. За другите членови. Оцеп малку. И морам да го пробам затоа што не можам да ви го одоловам мирисот и вкусот кои се шират од ова јадење. А ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја.